И здраво на сите и добре дојдовте назад на мојот YouTube канал. Добре дојдовте во моето ново 24-часовно видео. Како што гледате по насловот, денеска одлучив да снимам видео во кое што 24 часа јадам само исклучиво бела храна. До сега имам објавено само едно 24-часовно видео во кое што јадам само црвена храна. Тоа видео го снимав за време на Великден, кога исто така бевме затворени со денови, со продолжен полициски час. Денеска е сабота, задушница и повторно сме во карантин, така што мене човек очигледно треба да ме затвори за да реализирам 24 часовни видеа. Морам да ви се заблагодарам што во толкав голем број го поддржавте првото 24 часовно видео, кое што моментално има нешто повеќе од 40.000 прегледи и преку 4.000 лајкови. Тоа е навистина многу за мене. Се надевам дека и ова видео ќе ви се допадне и се надевам дека и ова видео ќе го поддржите. На тој начин ќе ме мотивирате да продолжам со снимање на ваквите видеа. Не знам зошто ја одбрав токму белата боја. Ги читав коментарите под претходното видео и сватив дека многумина од вас барале да снимам 24 часовно видео во кое што јадам само бела храна, па ете го прифатив тој предизвик. Забележав и дека многу од вас бараат да снимам 24 часа без цигари, но со оглед на тоа дека сме затворени, мислам дека не е најпаметна опција. Сакам и јас да го снимам истото тоа видео, просто да се ставам на некаков тест. Тоа ќе биде навистина голем предизвик. Но ете, затоа ставете лајк на ова видео и доколку собереме 3000 лајкови, ќе пробам да снимам 24 часа без цигари. Само ќе пробам. Не ветувам дека ќе биде успешно. Немам идеја што се е бело и што можам да јадам за доручек, што за ручек, што за вечера. Ја станав пред буквално 10 минути, моментално е на 11 саат. Сега ќе направам да испијам кафе, со оглед на тоа дека не постои бело кафе, ќе го направам некоја бела шолја. Не сум сигурен дека постои толку бела храна колку што мене ми е потребна, али ќе се снајдам. Затоа станете до крајот на денешното видео за да сватите што се не очекува. Првото нешто за денеска во бела боја е белата шолја, затоа што веќе ви напоменав дека бело кафе не постои, вајда, не знам. Додека го правев кафето у кујна, размислував за тоа што би можел да јадам денеска. Постојат неколку опции. Можам да јадам мусли со млеко, и муслите ми се бели, и млекото е бело. Можам да пијам јогурт со омлет, со тоа што ќе ставам 3 белки и една жолчка од јајце и по автоматизам тоа ќе биде бело. Ако ги ставам сите жолчки ќе биде жолто, така што тоа ќе го јадам кога ќе снимам 24 часа јадам жолта храна. Дали вие слушате како поминуваат надвор коли, а полициски час се утепа од возење, нагоре. Како и да е, можам да јадам пуканки, тоа е бело. Можам да јадам павлака, не знам што уште можам да јадам. Мене ми требаат 3 оброци. Еве, за доручек можам да јадам мусли со млеко, за ручек можам да јадам омлет со јогурт и за вечера можам да јадам оние райс кейк, пошто јонака не јадам леп. Можам да јадам райс кейк со нама, стопен кашкавал, нешто тако. Да, good job. Ај, слушаме. Не можам да дојдам при себе, човече. Гле, кај идат овие луѓе надвор? Епа, другари, ова е мојот прв оброк за денеска. Без разлика на тоа што е скоро 2 попладне, сакам да имам 3 оброци, така што ова е мојот доручек. Станува збор за мусли, млеко и една лажица мед. И како што можете да видите, станува збор за бел оброк. Одок да јадам, па ќе ви се јавам нешто подоцна. И, другари, завршив со првиот оброк за денеска. Јадев мусли, како што имавте можност да видите. Се мислам што да правам за ручек. Постои можност да јадам омлет со јогурт или да направам алфредо шпагети, тоа е со печурки и бел сос, односно хопла, така што хоплата сигурно ќе преовладува и по дефолт јадењето ќе биде бело, но stay tuned, ќе ве носам со мене у кујна и ќе ви го презентирам секој мој следен оброк. Се ида малце да здивнам да монтирам видео, во 5 треба да излезе 4 дел од вашите тајни, така што идам нешто да работам, па ќе ви се јавам подоцна кога ќе спремам ручек. See you later. Другари, ви се јавам само за да ве апдейтирам до кај сум и што сум. Моментално е на кај 6:30 попладне и мислам дека е вистинско време за ручек. До сега буквално го монтира видеото што претпоставувам дека ќе излезе утре, а пред малку излезе 4-тиот дел од моја реакција на ваши тајни. Значи буквално цел ден се снимам и цел ден монтирам. И единствената позитивна страна сето тоа е што се уште не сум ја почувствувал негативната страна на карантинот. Буквално 2 дена ми помина вака. Останува уште утрешниот ден да
да го истерам онака машки и у понеделник сум веќе на работа. Како и да е, сепак одлучив да ручам јајца, се уште не знам во кој облик, дали варени, дали на око, дали кајган, односно омлет, затоа што реално ме мрзи сега да стојам до шпорит и да правам алфредо шпагети. Како и да е, ве носам со мене у кујна да не должам со овие излагања и ќе ви покажам како јас тоа ги подготвувам јајцата и како финално ќе изгледа мојот втор бел оброк за денес. Океј, другари, еве сме во кујна. Земав 4 јајца, од нив само едно ќе ставам цело со се жолчката. Останатите 3 ќе ги одвојам, односно ќе ја користам само белката. Така што еве како јас тоа го правам. Во тавата ќе прснам од ова чудо за пржење што јас го користам, кокосово масло ваljda. И да, ќе додадам малку печурки. Печурките се, да речеме, зелени, али нема ни да се гледаат. Мора со нешто да го пополнам омлетот, така што прво ќе ги пропржиме печурките, иако овие се оттегла, така што може и не мора, меѓутоа јас сакам да ги пропржам и тавата ја ставаме на рингла. Во меѓувреме ќе исечкам неколку парчиња кашкавал, кои исто така ќе ги ставам внатре во омлетот. Океј, ве ставив овде да гледате што правам. Уклучив вентилатор, ако нешто ви бучи да знаете што е. И почекам уште малку да се пропржат печурките, па ќе го додадам јајцето. Океј, сега можеме да ги додадеме јајцата во тавата. Сега ќе видите како ќе ја променат бојата во бело. Се надевам дека веќе приметувате како преовладува белата боја, затоа што реално има 3 белки и само една жолчка. Океј, сега од озгора го редам кашкавалот, само од едната страна, затоа што после ќе го преклопам омлетот. Океј, се едната страна ќе ја преклопиме преку другата. Вака, и ќе го стиснеме за да истече сето она што не е спржено. Се молете се да не ми се распадне. Леле, ми испадна цело парче кашкавал, ама нема везе. Од озгора преку омлетот ќе ставам малку пармезан. Океј, ќе ставам една лажица павлака за некако да преовладува белата боја. Јас со ова сега би јадел ајвар, евентуално домат, али и ајварот и доматот се црвени, така што мора павлака. И сега да видам дали имам јогурт уопште. Имам јогурт, така што ќе јадам омлет со јогурт. И да, земав од овие, дали гледате, rice cake, они си исто така бели, така што ќе земам 2 парчиња, мислам дека ми се сосема доволно. И вака у чаша ќе ставам јогурт, кој исто така бел. И ова е мојот втор бел оброк за денеска, односно ручек. И еве да ви покажам како сето тоа изгледа вака од блиску. Еве го јогуртот, еве го омлетот кој удира на жолто, затоа што ставив и вегета од озгора, плюс малку ми загоре, изгоре, не знам како се вика, rice cake-от и павлака. Одох да јадам, па ви се јавувам кога ќе си го наполнам стомачето. Се прејадов онака бајаги и се истргнав ко некоја свиња. Го земав телефонот да го домонтирам видеото што треба да излезе утре, ако евентуално не го пуштам ова видео утре, а тоа видео некогаш во текот на неделата. Почна и да ми се спие, што никако не е добро. Вечер има Звезда Гранда, така што сакам да гледам. И тоа е тоа, почна надвор да се стемнува, веќе е 7 и кусур. Како и да е, нешто подоцна ќе сготвам или направам нешто за вечера. Неверојатно ќе јадам rice cake со некаков намаз, затоа што реално се најадов од омлетот и тешко дека ќе ми се јаде во наредните 3 до 4 часа, али како и да е, ќе вечерам, така што ќе ви се снимам.
Евентуално можно е кон крајот на денот да се напијам една чаша бело вино, така што ете, све тоа ќе ви снимам. И ако денеска го завршам влогот, можно е утре да го гледате, а ако не го завршам, можно е да го гледате понеделник, вторник, среда, не знам. Така што stay tuned, ве носам со мене до крајот на денешниот ден. И другари, здраво од мене по не знам кој пат денеска. Моментално е на кај 10, почнаат звездите на Гранд, па се загледав и скроз заборавив дека ви се снимам, а време е за вечера. Не сум нешто екстремно гладен, меѓутоа не сакам да јадам доцна, така што мислам дека сега е најсоодветното време да направам нешто да каснам. Иако ќе останам буден уште најмалку 4 до 5 часа, затоа што секогаш легнувам на кај 1-2. Се уште се мислам што да направам за вечера. Најверојатно ќе јадам райс кейк со некој намаз, топен кашкавал из денка, нешто такво. Ништо, ајде да не филозофирам со овие мои излагања, ќе ведносам со мене у кујна и ќе видиме што ќе направам да вечера. И еве да ви покажам како изгледа тоа што планирам да го јадам. Пишува топлени сир, качкавај. Топено сирење за мачкање од кашкавал. Тоа ќе јадам. И чаша јогурт. И еве да видите како финално изгледа мојот трет бел оброк за денеска. Се мислев да ставам нешто од озгора, али стварно немам идеја. При тоа немам ништо бело, така што ќе го јадам вака со чаша јогурт. Ајде идам да вечерам, па ќе ви се јавам нешто подоцна. И другари, што току завршив со последниот бел оброк за денеска. Мора да ви признам дека се прејадов, затоа што ни не бев нешто многу гладен. Меѓутоа одлучив да јадам сега, за да не ми се пријаде пред да си легнам. И еве, гледам Звезде Гранда и денот ќе го завршам со една чаша бело вино. Доколку бојата ви изгледа малку чудно, тоа е затоа што белото вино секогаш го мешам со фанта шоката и сега белото вино е буквално бело. Другари, ја мислам дека овде некаде треба да го одјавам денешното видео, затоа што не би знаел што уште да ви снимам и мислам дека трае сосема доволно. При тоа сакам уште сега да почнам да го монтирам за веќе утре да можете на време да го гледате. Така што живеле од мене и доколку ви се допадна и ова видео, оставете лайк, претплатете се на мојот YouTube канал доколку се уште не сте претплатени и обавезно заследете го мојот Instagram профил за да бидете во тек со сите случувања. Ви посакувам убав остаток од денот или вечерта кога и да го гледате видеото, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа.